Paradise is lost, innocence is gone. Won't you come? Јас сум Денис Абдула, актер у оваа држава. Актер сум по професија. Не се обидам да бидам актер во приватниот живот. Се обидам да го направам кога сум на сцена. Имаше некој кастинг на ФДО кој што првен ја разбрав дека е кастинг за серија. Не знаев дека е за вчерашниот втората сезона. Да потоа влезам у тоа, некако така сосем случајно. И еве веќе сме при крај со првата сезона. Нели играм репортер кој што е малце напнат и пробуваме да прикажеме да не го скриеме тоа што на пример некогаш јас чувствувам додека гледам телевизија и гледам репортерите, дека чувствувам некоја нервоза и некаква напнатост зашто се наоѓаат во моментот таму, зашто седат на ладно, зашто врнеа мора да даваат изјави и некако тие ситуации ми се многу смешни, пробавме преку тој лик да не ги криеме, туку баш напротив да ги прикажеме сите работи кои што му пречат на тој лик на Ланчо. Мислам дека немаме таков новинар. Ланче? Да, студи, оваа недела како и минатата е по-актуелна. Режија? Повторно не го слушам. Не, мене некој ме д***и овде, ја не разбирам. Си игра некој со мене, не разбирам. Шо е, ја мајмуни играм овде за 12.007 на ладно? Смрзнав, ја ми смрзнав, бе. Значи, не, знаеш, не можам и кој бе. Тој го баравме ние кога више го градевме како некоја структура Ланчо. Мислам дека немаме таков новинар. А и ако би имале, сигурно сега би бил некаде во затвор или негде затвор или во некој ѓепек. Има цела екипа која што работи на тие сценарија и кои што се многу добри. Тие беа и дел од првата сезона сега, нели, и втората и работат и доста други проекти. Некојаш одиме и на импровизација на поголем дел од работите. На моменти помислев дека можеби некој ќе се јави и ќе рече нешто како, не знам, ова што го правиш не чини или е катастрофа или како не ти е срам. Уствари, сам ми текна дека имаше, сам ми текна. Да, ама ништо не беше страшно, беше еден постар господин кој што така како дедо малце ме поткара. Првата представа ми беше со Мартин Кочовски, мислам дека беше 2010 или 2011. Тогаш бе втора година на академија. После тоа беше Ромео и Јулија на Лилија Баџиева во Македонскиот народен театар. Таму го играв Ромео. Таа беше поставена само со мажи. После тоа имав уште неколку проекти, 5:17 на Нела Витошевиќ. Животот на Молиер, која што ми е единствената представа што ми е останата, која што ја играм у моментов на Александар Поповски. Исто и филмови Соба со пијано, Последни со ослободување на Скопје. Имам уште 2-3 филма кои што треба да излезат. Па би сакал да ги работам ликовите што ми се допаѓаат. Би сакал да добивам сценарија што од прва ми се свиѓаат. Би сакал да не морам да работам некои филмови, да можам да речам дека ова не ми се свиѓа и дека не, мислам, добро сум го направил тоа, да, но би сакал да имам поголема слобода околу тоа, да можам да изберам што сакам да играм. Мислам дека тоа е најголемиот успех што може да го доживее, што може да го добие еден актер.
и сакал да работам комедија во театар. Бидејќи се што имам работено во театар е трагедија. За мојата кратка, не знам, отприлика 8 години колку веќе работам представи. Не сум работел во комедија, сакам многу да работам комедија.